Често пати сме сведоци на случаи на злоупотреби на државни ресурси за партиски цели. Но прашањето е едно. Дали ние имаме доволно законски регулативи кои што ќе ги санкционираат таквите непримерни однесувања на функционерите, или само ќе оставиме на нивна добра волја и водење по етичкиот кодекс за да престанат да ги трошат државните ресурси за своји интереси? Членот 2 од одлуката на владата за начинот на кој именуваните функционери ги користат службените возила пропишува дека службените возила не смее да се користат за одење до и враќање од работа или за други приватни потреби. Ова одлука е донесена во 2021 година во рамките на Законот за влада, а во однос на Законот за спречување корупција и судир на интереси. Но и покрај постоечката одлука, владините функционери од редовите на ДУИ, Артан Груби, Бујар Османи и Насер Нуредини, деновиве се најдоа поминати од нивната колешка во владата, задолжена за борба против корупцијата, Славица Грковска. Опоменувањата не се доволни, како што вели Нури Бајрами, член на Државната комисија за спречување корупција. Поведението треба да се поправи преку измени во законските решенија за да се спречат злоупотреби. Имало и има. И веројатно како што стојат работите со почитување на донесени акти, како подзаконски акти со кои се уредува користењето и располагање со службените возила, мислам дека сме сосема на почеток. Бидејќи како прво Македонија нема регистар на службени возила и тука ние сме посредувале и сме имали комуникации и со Министерството за внатрешни работи, која има пристап при регистрација, и за чудо со Министерство за финансии, која се грижи за имотот на државата и така се поставени, што по мене не е логично и не е добро, бидејќи во Министерство за внатрешни работи може целокупниот процес за евидентирање и водење, за евиденција на службените возила може да се води кај овој орган, бидејќи многу повеќе податоци при прибирање се во МВР. Но нема се уште решение и за жал неаме таков регистар. Прва работа. Втора работа во тоа што ние сега само едноставно се бавиме со иницијативите и со изречените мерки и чекаме исход дали некој постапил по тие мерки. Ја ви велам дека Државната комисија за спречување на корупцијата не е директно надлежна да допрецизира, прецизира и воспостави конкретни мерки. Затоа се институциите. Но во овој случај има проблем со законската регулатива. Ако ќе видите како е уредено користењето на службените возила, ќе видите дека во ниеден од материјалните закони не е наведено конкретно, него сето тоа се уредува со уредби и одлуки на влада и со низа други подзаконски акти донесени од другите органи или институции и зависи кој како ќе се определи. Има една неконсолидирана правна рамка, бидејќи за да се изрекуваат санкции или мерки, треба да има законски основ. Подзаконските акти го уредува тоа подетално, но правото за изрекување мерка треба да се исцрпи од законот. Што значи тоа? Тоа значи дека ако вака сакаме да ја спречиме појавата што и од нас е утврдено како ризик за корупција, како остварување корист, која е спротивно од член 54 на Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, каде се препишува како економично користење на државни средства. Значи, ако сакаме едноставно да го средиме, мора да имаме закон во кој ќе бидат содржани и санкциите. Од кабинетот на Грковска за 25 минути вела дека таа редовно ги користи инструментите што ги има во случаите на прекршување на етичкиот кодекс и доставува редовни извештаи до премиерот, но најважно е секој носител на функција да биде свесен дека со својот личен пример и постапки директно влијае на довербата на граѓаните во институциите. Таквите етички мерки, според Бајрами, би биле корисни само доколку именуваните функционери ги краси интегритет. Мерките од етичките кодекси се од
опомена, укажување до разрешување и нема други мерки одредени, што така секогаш се случува дека институциите по наша препорака да ја употребат најблагата мерка, опомена или укажување. По мене не се решаваат проблемите по со укажување и препораки со ваков ниво на интегритет. Чив? Па интегритетот воопшто на сите носители на јавната власт е на ниско ниво, бидејќи првиот столб на интегритетот или на владење на правото е почитување на закон и на подзаконски акти. Ако ние укажуваме, опоменуваме и толерираме пак да се продолжува по истото, значи немаме успех. Не сме ништо постигнали. Затоа би требало да се вратиме назад, тоа што требало да го направиме многу порано, да се воспостават санкции, ригорозни мерки, за да денеска попуштиме и да се навикнеме да едноставно да се однесуваме со таков интегритет, што едно укажување или една опомена би била доволно за да се спречи ваквата појава. Имаме прекршување на закон, злоупотреба на државен имот. И сега, како можеме да дозволите некој да му се јакне политичката волја и да му се намали? Значи, мора ние, другите, како тело, Државна комисија за спречување на корупцијата, уште многу други органи, и медиумите, здруженија на граѓани да вршат притисок и да не се дозволи тоа некој со службено возило да прави што сака. 25 минути побара став и од Американската амбасада за однесувањето на актуелните членови на владата, а оттаму вела дека може да дадат само пример какви инструменти им стојат на располагање во Вашингтон. Ова се прашање за премиерот, за замени премиерот и за релевантните владини представници. Во САД, секој сектор во влада има најмалку една канцеларија која го наблюдува етичкото однесување на функционерите и вработените, од кои се очекува да демонстрираат највисоки стандарди во однесувањето. Транспарентноста во однесувањето и одговорноста се клучни за одржување на довербата на јавноста на која и служиме. Останува прашањето дали именуваните функционери ќе земат примери и ќе се поправат во самоволието, или во владата ќе има доволно политичка волја да ги санкционира сите кои ги злоупотребуваат привилегиите за лични партиски интереси. Кршаловски со години се констатираат и само се констатираат злоупотреби во користење на службени возила во партиски цели. И ништо не се презема. Имате ли објаснување зошто? Па да, веќе 30 години ги следиме овие работи. Корупцијата стана доминантен проблем, особено минатата година, пред да се случува со францускиот предлог, па повторно и со кризата во Украина, па стана поголем проблем од корупцијата, но се уште е на најголемо ниво тоа со корупцијата и вакви, би рекол, ситни работи се основата или почетокот на таквите коруптивни действија, а кај нас тоа што недостига е одговорноста, особено и доживувањето или поимањето на политичките функции, каде што, особено што кај нас така се развиваше дека многу млади луѓето влегуваа во политика и стануваа битни фактори, да речем, во државата, а без претходно искуство со елементарни работи, така да кога ќе се дојде на функција се губи чувството за зошто сте таму и што всушност треба да и како да се однесувате. Тоа е дел од проблемот, а особено на што споменавте вие неказнивоста или неказнувањето или непрезумањето на одговорност од надредените, да ги елиминираат таквите појави, донесе до веќе масовна појава на злоупотреби. И пак ќе речем, ова со возилата е едно релативно мало, но многу распространето и каде што можете да се почне, но гледаме дека никој не го доживува ниту како уопште проблем, дека е самото тоа користење во приватни цели или надвор од службеното време или за партиски активности уште повеќе. Гледаме дека нема елементарно разбирање и кај високите функционери дека не треба да биде така.
Османи Груби Нуредини, поранешниот министер за економија, а Османи Груби се актуелни вице-премиер и министер, добија опомена од Славица Грковска. Таа е вице-премиерка за добро владење, за спроведување на некакви политики на добро владење. Што значи всушност опомена? Ништо може да се констатира. Тогаш зошто воопшто се даваат опомени? Во современи и развиени општества и демократии, опомената би значила многу и веројатно би предизвикала, ако веќе и пред тоа не си поднесе сам функционерот оставка, би предизвикала движење или јавен револт или сугерирање од самата партија за одредениот функционер да си поднесе оставка. За жал, ние сме далеко од тој степен на развој, пак ќе речам, далеку се нашите функционери од разбирањето зошто се таму, тие да служат на народот, а не сите други да им служат нив, бидејќи тоа сето тоа кошта, а ние го плаќаме, што е дополнителен проблем. Но пак ќе речам, корупцијата има земено толкав замав да дури на нив ова им изгледа смешно и безсмислено, да за тоа се расправа, бидејќи тие се завлезени веројатно во многу поголеми шеми за искористување или злоупотреба на овластувањата и функциите кои ги имаат и пристапот до големи средства, да ова веројатно не го ни перцепираат ниту како проблем, ниту како чувствуваат дека било што треба тие да направат во врска со самата опомена или со јавниот револт во такви случаи, најмалку па да поднесат оставка, а камоли па да има и други реперкусии и казни. Ингеренциите на Грковска се сепак одредени појави, инциденти, злоупотреби, да ги процесуира до јавното обвинителство. Не сме слушнале дека такво нешто се случило, иако има изјавувано и во моја емисија дека некои функционери веќе се пријавени во јавното обвинителство. Но веројатно заглавиле чија фиолка. Па знаеме какво ни е судството и со ниската доверба и фактички судството и политичките партии се со најниска доверба во кај граѓаните и таа постојано паѓа. Така да малце врзан целиот циклус како од темелова треба да се смени. Затоа барем кога се носеше тој етичкиот кодекс се мислеше дека ако сами не им текнува, дека со ваков начин, со опомена или со дури действување на премиерот, со разрешување од самиот премиер, ќе се почне таа политика на казнивост, да се запре со неказнивоста. Меѓутоа гледаме дека политичките врски и коалиции се посилни и од таква некоја мека, да речем, мек меканизам на зголемување на одговорноста и очигледно ништо тоа во пракса не донесе. Односно не се користи самиот етички кодекс да има ефективни разрешувања и одговорност за било какви злоупотреби. Разрешување од страна на премиерот немало ниту од неговата партија именувани функционери и министри. Да, и фактички не памтиме кога последен пат се дала оставка која завршила со разрешување. Јас мислам дека беше Тони Пешев со авионите уште 93-4 која година веќе беше тоа. Имаше потоа 2-3 оставки кои не се прифатија, Фрчковски, Венко Филипче, и генерално ние 20 години немаме разрешување на функционер, кој е така. Нормално е да паднат стандардите и да никој веќе не чувствува било каква одговорност за тоа што го прави. Злоупотребите одат и до стотици милиони евра ако ги видиме набавките за автомобили на секои 3 години на лизинг. Тој уште е поголемо, да речем, дувло повторно од помалите, но прилично големо дувло на, не би рекол корупција, туку класична злоупотреба и нерационално трошење на средствата. Пак ќе речат, нели, уште од ВМРО времето се било законски, но тотално нема потреба од набавка на нови возила, особено после 3 години, па повторно нови да се набавуваат а овие да се расходуваат старите, кога може да ја вршат функцијата, баш кај што јас сметам дека веројатно нема потреба од 90% од возниот парк на владата и нова, нема потреба функционерите, посебно што повеќето се од Скопје, да имаат возило на користење.
И на крај, нели, особено ДУИ промовираше зелена агенда, зашто да не одат со точак на работа, како холандскиот премиер оди со велосипед на работа, не знам зашто тука ништо од тоа не се прави. И секако има други приоритети во државата, гледаме што се фалат и лекови, и опрема медицинска, и учебници нема, ама колите први се купуваат кога се дојде на функција и за нив нема проблем, нели? Што е, нели, уште една аномалија и показател до каде ни отишло општеството, што ни се приоритетите и колку немаат чувство функционерите што е важно уствари у државата. Немаат чувство заради тоа што постои култура на неказнивост. Еден од одговорите зашто немаат воопшто ниту етичкиот кодекс пак се почитува, ниту пак законите. Една од опциите всушност за реформа на правосудниот систем, на обвинителството, судството, е ветингот. Никогаш, иако македонската влада низ годиниве, особено и владата на Заев, сега и на Ковачевски, говорат дека сега е моментот за реформи, постојано ги најавуваат. Зошто воопшто нема реформи во правосудниот систем? Едно е искуството од Албанија, тоа баш сега бевме во Софија на регионална конференција за антикорупција и генерално и албанците сметаат дека не била баш успешна реформа, пошто немаат веќе судии, имаат голем недостиг се на воопшто да има судии. Така да се одложува некако тоа, дури со сугестија на меѓународната заедница, бидејќи се прави друга катастрофа. Подобро некаков систем отколку никаков. И веројатно тоа е едната од проблемите. Второ, видовме со другите некои од, да не ги наречем скандали, ама неправилности со правосудниот испит на синот на Џафери, на Талат Џафери и многу други такви. 200 луѓе поминале така да положиле правосуден кога не смеело да поведе. Значи има пукање по многу шавови и веројатно има многу што да се поправа и оправа, ама генерално изгледа толку не и капацитетот како држава да се справиме со тоа и за жал она што беше голема празнина во ЕУ преговорите на 17 години што чекавме ги уназади системите, дури и тие што добро функционира уште и во времето на социјализмот. И генерално еден капацитет се изгуби, не се надомести со друг, се искористи времето со зголемувањето на корупцијата и лошиот капацитет на кадри во партиите кои за награда добиваат директорски места и функции без никакви елементарни познавања или некакво искуство во тоа. Беше споделена информација на истава конференција дека Косово, например, има 200 институции. Ние имаме 1300 за ист број на жители. Додуше Црна Гора испадна бетар и тие имаат околу 1000, а се само 600.000 жители. Добро и благодарам за овој разговор. Благодарам. Кога зборуваме за отчетност на функционерите, за генерално за вршење на јавните работи, има стандарди кои што се практикуваат во Европската Унија, но и во демократиите како британската. Мислам дека појдовна точка е тоа дека мора да има одговорност кај јавните функционери кога вршат јавни работи, дека се занимаваат со работа која што подразбира трошење на парите на граѓаните. Во тој контекст малку како да се подзаборави дека не само некакви правни норми кои што ги регулираат однесувањето на функционерите. Меѓутоа постојат етички стандарди пред се кои што функционерите мора да ги запасат кога се бават со јавни работи. Например, Европската комисија има стандарди кога функционерите имаат право на пристап до службени возила. Тоа е исклучиво кога се во функција на вршење на службените задачи и обврски на функционерите. Ако ја земеме например Белгија, и например едно просто пребарување на Google дава одговор дека во Белгија има лимитиран број на луксузни возила со кои што се транспортираат јавните функционери.
Па Белгија е една од најразвиените земји во Европската Унија. Тоа што земји како Македонија со таква системска сиромаштија, мислам дека практично луксузирање со парите на граѓаните и некакво однесување кое што не дава добар пример за тоа како се однесуваат функционерите, ги подрива напорите за наше приближување кон стандардите на Европската Унија, но пред се ја подрива довербата на граѓаните во институциите на системот. Напоменуваме дека лицата кои што сведочат во вашата емисија не инвестирале ниту вложиле средства во апликацијата My World Lioness, туку истите со уплатените средства извршиле купување на ваучери за попуст, билети за посета на настани и друго за што имаа добиено фактури. При секое креирање кориснички профил, секој корисник прифаќа и се обврзува на општи услови за користење и други соодветни услови и договори пред да се изврши било каква нарачка и последователна уплата, а кои услови и договори транспарентно се објавени на секој кориснички профил на повеќе јазици, меѓу кои на македонски јазик. Компанијата никогаш не продавала така наречени во вашата емисија облаци, туку компанијата продавала меѓу другото и продукт ваучери за попуст кои имаат функција на враќање на поголем процент на кешбек при секојдневно пазарување кај трговските партнери со кои е склучен договор за соработка. Така наречените облаци се бесплатен бонус кој компанијата го давал на секој еден лајконет маркетер кој ќе купи ваучери за попуст согласно прифатените услови. Ваучерот за попуст е 100% искористлив и повратлив производ кај трговските партнери и не зависи од евентуалните заработки од бесплатните бонуси, така наречени облаци. Компанијата во ниту еден момент никогаш не сугерирала ниту на маркетери, ниту на потенцијалните купувачи, дека може да се здобијат со брзи и лесни заработки. Заработката во лојалната програма единствено зависи од степенот на активност на самиот маркетер. Секој маркетер во својот кориснички профил има комплетна транспарентна документација со упатства и прерачници со цел исправно и точно презентирање на производите и услугите, со што би се избегнала секаква можност за намерна или ненамерна заблуда. Читањето на овие документи е комплетна одговорност на корисниците. Одговорноста за тоа на кого се даваат личните податоци како во вид на корисничко име и лозинка е на самите корисници. Секој корисник се регистрира со своите имејл адреса и мобилен телефон на кој што ги добива корисничките податоци и истите е должен да ги промени при првата најава, како и да ги чува во тајност. Компанијата е целосно усогласена согласно регулативата за заштита на лични податоци и истата била под извршен инспекцијски надзор од Агенцијата за заштита на лични податоци на Република Македонија, при што не се утврдени недостатоци. Согласно политиките на групацијата, секое лице кое има покренато судски спор против компанијата, неговиот личен кориснички профил е ставен во мирување, поради заштита од евентуална злоупотреба, а по завршување на судскиот спор, истиот ќе биде одблокиран и сите акумулирани средства од активност на нивните мрежи на лојални потрошувачи во тој период ќе им бидат исплатени согласно компензацијскиот план кој е транспарентно објавен на корисничките профили. Продажните техники се одговорност на секој поединец што ги употребува, бидејќи истиот функционира како независен предприемач лајконет маркетер. На сите лајконет маркетери им се достапни прирачници и упатства како и под кои услови и на кој начин може да ја шират мрежата на лојални потрошувачи. Постојат две нови судски пресуди, понови од споменатите во вашата емисија кои се добиени во корист на My World Македонија Доел Скопје, од кои едната е потврдена од второстепениот суд, а другата самиот тужител одлучи да ја повлече кога заклучи дека ќе го изгуби спорот. И најновата трета пресуда, спомената во вашата емисија, која е добиена првостепено во корист на My World Македонија Доел Скопје и се чека одлука на повисокиот суд. My World успеа во судска постапка со доставени судски вештачења да докаже дека тужителите доброволно се согласиле на општите услови и договори со кои се регулира членството во лојалната програма. Дополнително со судското вештачење е утврдено и користење и употреба на купените производи од страна на тужителите, со што се побива тврдењето дека не биле свесни што купуваат. Напоменуваме дека стекнување без основ не постои. За секој уплатен денар од страна на корисниците постои фактура и постои правен основ договор,
уредно склучен меѓу договорните страни. Потполно се согласуваме со изјавата на директорот на Управата за финансиска полиција дека секој еден граѓанин е должен задолжително да ги прочита достапните документи, како договори и општи услови пред да донесе било каква одлука. За таа цел компанијата од самиот почеток на своето работење, комплетната своја документација ја има ставено на увид транспарентно, каде што јасно се утврдени одредбите како и карактеристиките на производите и услугите.